Добре дојдовте во нов Асном. Минатата недела како бомба одекна веста за затворањето на USAID и повеќето медиуми ја базираа својата информација на помошта која USAID ја дава и за таа цел беше лиферилувана листа од 44 проекти во вредност од околу $58 милиони кои USAID ги давала во Македонија. И левите и десно ориентираните портали се обвинуваа меѓу себе кој колку пари примил во кој период. И така имавме еден заклучок дека и представниците од ВМРО ДПМН и представниците од СДСМ на еден, друг или трет начин примале пари. Но што е целта? Што беше целта на затварањето на USAID? Тоа никој немаше дискусија во тој контекст, ако ја погледнам извршната наредба на Трамп од 20 јануари, ќе видиме дека целта на стопирањето на помошта, на меѓународната помош на американската држава е затоа што истата не е подредена на американската надворешна политика и е спротивна од вредностите на американското општество. Исто така се забележува во извршната наредба дека целта, дека помошта наменета натре во земјите и на други земји не секогаш служи за промоција на мир и за стабилни односи во земјата и меѓу земјите. Тоест, Трамп со ова сакаше да се пресмета со така наречената длабока држава, која води паралелна меѓународна политика, која е спротивна од американските цели и многу пати е спротивна од целите на државите кои си водат суверена политика. Така да во следниот период Трамп ќе каже дека USAID е измамничка коруптивна организација која била водена од радикални лудаци. Неговиот специјален пратеник Ричард Гренел ќе каже дека милиарди долари се издадени на левичарски невладени организации за спроведување на политики во други земји. Најдалеку во сето тоа отиде Елон Маск, кој кажа дека USAID е криминална организација која потплаќала медиуми за ширење на пропаганда. Таа пропаганда кај нас е ширена со децении и во текот на таа пропаганда, во текот на постоењето на USAID, од незе се офајделе политичари и функционери на ВМРО ДПМН, меѓутоа офајдени се и политичари од СДСМ. Така да таа листа на 41 проект која е наведена, ќе видиме, ја анализирав и ќе видиме дека опфаќа, како што кажав, $58 милиони во временскиот период од прилика 2016 до 2021. Помошта која е давана во Македонија и е купувано влијание се разделува на неколку дела. Од еден дел имаме невладени организации кои креираат одредени политики, невладени организации кои се специализираат во комуникација и артикулација на тие политики. Исто така имаме невладени организации кои спроведуваат одредени политики, како и одредени медиуми. На листата од 41 проект се неколку медиуми, меѓу кои највеќе се офајдил господинот Поп Петрески, кој само има едно 4-5 проекти, меѓутоа првиот проект што он земал за 3 години е $1,440,000. Но не е само он. Телма телевизија, топ тема, Атанас Кировски, главниот уредник, исто така бил потплатен и корумпиран со американски пари. Слободен печат,
Коха, исто така албанскиот медиум бил корумпиран и подплатен. А Слободен печат исто така е на листата, како и ИРЛ. Едно нешто што беше интересно за мене е дека Стопанската комора на Македонија исто така била корумпирана и подплатена, со негдека два проекта имаше наведени, едниот беше $280,000, а последниот проект кој они го земале беа околу 500,000, Стопанската комора 500,000. И со овие пари, како што се гледа од нивната политика, која меѓу остатокот кажува дека ние треба да имаме ЕУ агенда и нашата цел е ЕУ, може би има некоја поврзаност. Но не е само тоа. Например, господјата Нина Ангеловска има исто така земено пари од $34,000 за трговија, за подсетување, таа е функционер на СДСМ и беше директорка на УЈП. Но исто така што е значајно за мене, проект број 9 беше Transparency International. Сите оние дечки кои кажуваат дека судството ни е корумпирано и дека ни даваат жути, зелени картони, истите биле подкупени, подплатени. Transparency International во вредност од $120,000 американски долари. А кој е резултатот од целата таа подплатеност? Например, $500 милиони се дадени во реформи на правосудството, ова го кажува господјата Агелер, без никакви резултати. И тоа е сврхата. Давани се пари да се купува влијание, а при тоа да се нема никакви резултати во однос на функционирањето на нашата држава. Едно нешто што ми падна во очи е тоа дека под корумпираните пари од страна на USAID, ВМРО ДПМН имаат семинар во хотелот Изгрев од 13 до 15 декември 2019 година, каде што под мотото планирање за иднината и парламентарните избори во 2020 година. И не ме изненадува фактот дека ВМРО ДПМН го прифати предавничкиот преспански договор и тера понатаму со штафетата која презеде од СДСМ. Но како и да е, нашите пријатели од Grey Zone и новинарот Кит Кларенберг изврши едно подетално истражување и каже дека со сопирањето на програмата на USAID во моментов се стопирани 22 проекти во Македонија кои во вредност од $72 милиони американски долари. А ако регионално, исто така се стопирани 140 милиони долари, кои на еден, друг или трет начин е инволвирана и нашата земја. Истиот Кит ми прати линк за висината на помошта на USAID која има во регионот. И резултатите се фрапантни. Од 2020 до 2024 година тоталната помош на USAID во за така наречени 6 западно-балкански држави е $1,700,000 американски долари, а најголема паралница за пари и извор на корупција е Косово со $537 милиони долари, додека ние сме на респектабилното трето место со примена помош околу $290 милиони долари. Така да, она листа што ви ја покажав од 44 проекти и во вредност од $58 милиони е само мал дел. Тоа се само 20%
од целокупната помош, тоест целокупниот подкуп и коруптивно делување кој американската надворешна политика и имале во Македонија. И се спрашува прашањето: каде се останатите пари? Колку други програми, колку други невладени организации, така наречени аналитичари и медиуми биле подкупени за да се врши лажно влијание и лажни политички наративи во оваа држава. Тоа не знам и не е објавено, но нешто што треба да го имаме во обзир. И за разлика од нашите политичари кои се купуваат за ефтини пари, политичарите, например, во Грузија биле подкупени со $40 милиони тоест опозиционерите за минатите избори што се случија во Грузија. Истите избори, кога опозицијската партија ја изгуби, не беа признати од страна на грузиската председателка. И кога незиниот мандат, истата пропагираше дека тие избори не беа демократски и не ги призна, и на 1 јануари кога незиниот терм и беше заменета со новиот председател на Грузија, следниот ден истата госпоѓа си доби работа во друга невладина организација во Меккейн институтот во Америка да продолжи со незиното делување и антигрузиски елементи. Сето тоа има влијание дали кај нас, дали во Грузија или во трети земји. Маск од друга страна отиде и малце по чекор понатаму и повика на затварање на Радио Слободна Европа и Гласот на Америка. Така, Гласот на Америка, овдека гледаме кои се доваѓа на и каква пропаганда шири. Тоа е нешто што дефинитивно е дел од нашиот политички дискурс. Меѓутоа, ако гледаме во нашиот случај, ќе видиме дека со тие пари се купуваат медиуми, политичари, невладини организации, но исто така главна цел на тие пари се следни. Прво, супресија на македонските национални интереси и подкопување на традиционалните македонски вредности. Пример е Хера. Хера добива пари од USAID да шири лажна пропаганда за некоја трансгендер идеологија, а резултат е тоа што нашите деца, дневниците на нашите деца во основните школи немаат веќе мајка татко, него имаат родител 1 и родител 2. И очигледно е дека се креираат политики кои не секогаш се во наш интерес. И ова е драстично и драконско мешање на политичкиот живот во Македонија, како и обликување на политичкиот дискурс во Македонија. И затоа имаме медиуми кои нон-стоп верглаат една иста и шмирглана идеја. Антикорупција, корупцијата е број 1, корупцијата е ваква, онаква, ЕУ, НАТО, пеатот ЕУ, НАТО, и тоа е дискурсот што го имаме и како до подобра и поголема економска и зелената транзиција тука исто така спаѓа. Но моje мислење во тој контекст и во нашиот контекст број 1 проблем што ние треба да дискутираме и никој што од овие организации не зборат е како да имаме дискриминација на македонците во Бугарија и во Грција, и таа дискриминација постои, а ние ќе бидеме и ние сме го фатиле патот за ЕУ. Како е можно да ние бидеме дел од ЕУ кога таму владее дискриминација против нас, а инструменти на таа дискриминација се
Преспанскиот и Охридскиот договор. Исто така, зошто нема дискусија да се каже зошто немаме алтернатива на ЕУ патот, каде што таму владее дискриминација. Ова би биле едни од главните политички теми кои треба да владеат, меѓутоа заради подкупливоста на нашите медиуми, политичари и невладини организации, оваа тема воопшто не е присутна. За таа цел, овдека во Нов Асном, ние направивме и предлагаме за таа цел. Целта е да имаме една праведна држава, праведно општество, каде што корупцијата ќе биде намалена и странското влијание кое некогаш може да биде антимакедонско и против нашата политичка волја да има помалку влијание. За таа цел изработивме предлог закон. Истиот предлог закон е потеркот на предлог законот за нашите стратешки партнери. Истиот во Соединетите Американски држави има закон за странски агенти, тоест Foreign Agents Registration Act. Истиот е драфтиран од 1938 или 39 година и по терк на истиот закон ние направивме нацрт закон за странски агенти за Република Македонија. Ова е предлог кој сакаме да го доставиме до парламентот и за таа цел ни треба ваша помош и ќе ве молам дајте ни ја поддршката со тоа што ќе ни праќате имейл на kontakt@asnom.mk. Целта на овој закон е да се регулира регистрирањето и откривањето и мониторирањето на активностите на поединци или субјекти кои действуваат во име на странски влади, странски организации или странски политички интереси во Република Македонија. Неговата цел е да се обезбеди транспарентност, национална безбедност и интегритет на демократските процеси, при што се зачувуваат основните слободи и човекови права. Значи, овој закон е закон кој ќе придонесе до поголема демократизација, транспарентност и почитување на законите. Со истиот се дефинира што е странски агент, а тоа е секој оној што прима финансиски средства и материјална поддршка или инструкции од странски извори за да се вклучи во активности кои можат да влијаат на политичките, социјалните или економските услови во Република Македонија. Исто така има опфат на законот, кој е опфатен и едно морално право да секој кој ќе биде регистриран странски агент, да се има листа на странски агенти во Министерството за правда кој ќе врши мониторинг на истиот закон. Со овој закон секој што е јавен агент, кој е странски агент, треба тоа јавно и транспарентно да каже: јас примив пари од тоа и таа организација, од таа и таа влада и го направив овој проект. Така да што сите треба да бидеме информирани околу сето тоа, што е многу битно, во тој член, во глава 3, член 7, имаме ограничување на активностите на странскиот агент. Така да едно од ограничувањето е забрана за вклучување во политички кампањи, активности поврзани со избори или директно поддржување на кандидати на национални избори без претходно одобрение. Значи, ние овдека во Нов Асном изготвивме предлог закон за странски агенти, кој е потеркот на нашите стратешки пријатели. Истиот сакаме да го промовираме и ни треба ваша поддршка. Повелете, пратете ни ваша поддршка kontakt@asnom.mk за да можеме овој закон да го избуткаме. Се додека немаме вакви закони,
тогаш било која странска влада може со пари да подкупи се и се што ние сме сиромашна зржава овдека, за да не секогаш се имплементираат политики кои се од наш национален интерес, а наш национален интерес е заштита на македонскиот идентитет, прекинување на договорот од Преспа и бугарскиот договор и враќање на името Република на Македонија, како и градење на една јака, силна економија која што секој ќе има гордост да ја гради оваа држава. Ви благодарам за вашето внимание. До следното видување ви пожелувам се најдобро.